Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за алчност, односно како таа се манифестира во денешното време врз голем процент кај луѓето, нивните избори, нивните акции, нивните намери, но истовремено како таа се манифестира низ останатите луѓе кои што индиректно или директно се инволвирани врз последиците на овие алчни луѓе кои што всушност денеска доминираат. Ако го земеме фактот дека се е измислено, дека некогаш ништо не постоело на планета Земја, ќе сватиме дека се е некакво дело на обичниот човек. Значи, во рамките на општествениот живот, луѓето се групирале, луѓето создавале, го менувале на природен и неприроден начин општеството и на некој начин тие како пластелин делуваат врз него во секоја епоха и го менуваат. Меѓутоа, психологијата позади изградбата на тие општества и случувања во градовите стојат две духовни сили. Значи, едната е креацијата, духовната замисла, инспирација која што произлегува од светлата енергија, односно Бог, и втората е црната енергија, односно црната материја која што е мотивирана кај луѓето да деградира, односно преку луѓето да прави штета врз останатите луѓе. Тоа може да биде во физички аспект и во духовен аспект. Во физички очигледно дека можеме да го видиме во рамките на секојдневието во текот на неделата, без разлика дали човекот работи, дали оди на училиште, значи дали прави некакви активности или евентуално да се одмара дома, значи тој е на некој начин индиректно или директно афектиран од овие последици кои што се направени од алчните луѓе, односно од алчните поединци кои што всушност ги води злото. Од друга страна, ако го земеме доброто и чистата намера да се даде нешто квалитетно пред светот, како би можеле луѓето да имаат некаква вистинска практична заслуга од тоа како би можеле да си го подобрат својот духовен живот, својата интелигенција, значи да добијат некаква физичка услуга или било што на некој начин што ќе им помогне да си го подобрат нивниот практичен живот и на некој начин ќе им го воздихне духот и позитивната енергија да можат да функционираат на некој начин со волја, со мотивација, инспирација, сродност и така натаму. Меѓутоа, кога доминира оваа црна материја, преку овие алчни луѓе се случува деградација помеѓу луѓето и помеѓу општествата, без разлика на која и клетка да е во рамките на општеството. Што значи злото, односно алчноста, односно материјализмот може да дојде преку две форми. Физичкиот аспект, односно што луѓето, поединците кои што се на одредена функција, можеби директори, или министри, или поединци кои што имаат некаква општествена моќ врз големата маса на народ, на луѓето, на обичните луѓе, значи тие имаат главна можност и функција да придонесат одредени правила, одредени услови, закони, норми по кои луѓето ќе може да живеат и воопшто да донесат некој општествен начин на живење, односно да дозволат таков начин на живење кој што ќе биде или во позитивна сврха или во негативна сврха во рамките на влијанието врз обичниот човек низ секојдневието. Што значи физичкиот аспект на донесување на зло е од ваквите високо поставени поединци. Од друга страна, во денешно време тоа може да дојде од каде? Од интернетот. Што значи, ако го земеме фактот дека одредени X поединци кои што се функционери, директори, кои што имаат некаква моќ, кои што имаат можеби пари и кои што тие пари им дозволуваат да владеат, да прават нешто со своја волја или да подкупуваат и така натаму, им дава моќ тие да прават одредени промени во рамки на државата, во градот, општеството. Што значи
физичкиот аспект на дозволено зло доаѓа од политичарите, од министрите, од оние што всушност големата маса на луѓе ги бираат. Како? Ќе се задржам малку подоцна на тоа како се манифестира со некои конкретни примери, меѓутоа ајде да го земам вториот пример, интернетот. Како можеме денеска да видиме дека одреден начин на материјалистички живот, површен живот, со ниски вредности, со вредности кои што носат на долг рок уништување на човечката душа, тоа се, например, денешните инфлуенсери, познати личности кои што имаат и на социјалните мрежи профили, кои што даваат одредени вредности, начин на живот, начин на функционирање пред светот, каде што голема маса на луѓе ги следи. Врз основа на тоа што они го даваат, големиот број на луѓе кои што ги следат восприемаат некаква културолошка вредност во себе, која што на некој начин тие усвојуваат како несвесно воспитание и на некој начин тежнеат кон тоа на ист начин и да ја живеат или да се стремат кон избори кои што ќе им донесе некаков приближен начин на живот, како овие познати инфлуенсери или личности кои што даваат нешто пред светот и кои што, да кажеме, заради таа голема популација на луѓе која што ги следи, тие си земаат за право да се вреднуваат себе како можеби успешни, како нешто што се важни, специфични, уникатни, меѓутоа тоа нема врска со вредноста која што ја даваат. Понатаму јутјубери, подкасти, значи денеска интернетот е слободна платформа на некој начин кој што реално секој може, буквално секој и од улица да отвори свој YouTube канал и да направи нешто свое автентично. Како оние големи, да кажеме, YouTube платформи, YouTube канали земаат толкав замав на следбеници, да кажеме, а даваат површност. Токму поради тоа што човекот се мами, се лаже со некои површни вредности, најчесто е тоа така, затоа што така е научен од дома и не знае дека на долг рок сите овие нешта кои што ги восприема од таквите подкастери му носат на долг рок пример и начин на живот кој што може всушност да е спротивен од суштината на живењето и замислата за животот на секоја поединечна човечка душа. Што значи свеста треба да се подигне за тоа кој се следи, кој се поддржува и каков живот и начин на живење се има во својот живот. Значи што несвесно се гледа. Од друга страна, значи политиката и системот, односно министерствата што се занимаваат со внатрешната структура и политиката во едно општество, во една град или држава, значи тука спаѓаат градоначалници на градови, на држави, министерства за образование, полиција, надлежни органи за контрола, како што се, например, градежен инспекторат, органи за заштита на животна средина. Значи, сите тие се одговорни за тоа дали ќе се направи едно хармонично или ќе се направи дисхармонично општество, затоа што тие се главните органи, како во човечкиот организам што имаме, органи за да може да функционира во една хомеостаза, така и во едно општество на ист начин, исто како човечкото тело. Ако тие функционираат во една хармонија и во добробит, значи во позитивна сврха, целото општество ќе функционира во една позитивна сврха. Значи ако од овие посебни органи се служи за народот, за човештвото, односно за крвотокот во целиот организам, на тој начин што се случува? Ќе имаме посреќен народ, ќе имаме похармоничен народ, затоа што сите аспекти во рамките на секојдневното живење ќе носат бенефит за индивидуата, значи за поединецот. Кога го нема тоа, тогаш имаме дисхармонија. Значи многу убава паралела може да се направи со организмот, затоа што ако полицијата или ако градоначалникот на градот или ако буквално сите органи поединечни кои што се врзани за мирот и благосостојбата кај индивидуата во еден град или држава, стојат позади него и се во функција за мирот на таа индивидуа, тогаш ќе знаеме дека ние имаме некаков грб кога
не се во служба на индивидуата и поединецот, тогаш и се работи во еден личен интерес, значи само за себе или само за профит или само заради лична политичка моќ или само заради позицијата која што можеби во овој момент му ја нуди на тој човек, му носи слава, му носи успех, му носи богатство, значи углед и така натаму. Значи ако на овој начин се земаат тие работни позиции органи во сврха на алчни потреби и не се работи во однос за придонес на поединецот, тогаш имаме се доведува едно поднебие, едно општество, еден град или држава да дојде до дисхармонија. За да ви дадам една паралела за што поточно зборувам, ќе го земам мојот личен пример кој што го дадов во едно од претходните видеа, поврзано со зградата која што се гради до мене веќе 2 години. За да еден човек има дозвола да гради, тој мора да биде во контакт со некој од овие надлежни луѓе. Веќе знам дека тоа ви е многу јасно, меѓутоа за да дозволи да гради зграда, тој мора да има поддршка од градоначалникот на градот, во овој случај Скопје. Значи, за да се дозволи една зграда, треба да се има дозвола. Меѓутоа, денеска сме сведоци на подигнување на згради на секој чекор и со дозвола и без дозвола. Тоа значи дека врховната власт не се замара кој каде гради или кој со каква морална, етичка или воопшто духовна вредност во себе гради згради, така што дозволува директно и индиректно зло да доаѓа помеѓу обичните луѓе и да прави дисхармонија во индивидуалните животи. Например, човекот кој што всушност ја гради оваа зграда до мене, тој има, не знаеме колку пари, од каде пари, меѓутоа човекот живее некаде надвор од Скопје. Со неговите пари тој инвестира, значи добива дозвола и инвестира зграда на локација каде што се мали обични куќи. Не само што има дозвола, не само што гради, значи работниците кои што работат тука се едни некултурни ѓубриња, не сите, меѓутоа дел од нив. Не сакам да ги делам луѓето според националност, меѓутоа беа албанци и всушност во овој случај, во мојот случај се случи еден конкретен инцидент кој што ќе ви го раскажам за да видите како овие луѓе, значи од политика до дозвола, до изградба, до вработување на луѓе внатре, всушност се влечат едни помеѓу други, влечат зло. Значи тоа е зла, тоа е таа црна енергија која што владае преку овие луѓе и не можеш на крај да излезеш со нив затоа што имаат позади себе моќ и грб. На кој начин? Значи вчера беше сабота и до кај 4 часот обично тие завршуваат. Меѓутоа помина 4:30 и лично јас отидов да ги замолам ако може да прекинат затоа што им е завршено работното време. 6 дена се работи, се бучи и човек сака едноставно да одмори. На што имаше инцидент каде што јас со него почнав да му викам, значи се случи една мала расправија, на што тој почна агресија манифестираше кон мене, наводно да дојде да ме тепа и нема врска, викнавме полиција и сега приказната која што сакам да ја поврзам тука е овие инвеститори влечат зло. Значи тоа е злост. Тука луѓето кои што работат за нив мораат од нешто да живеат, да заработат пари. Меѓутоа, не само што работат за пари, тие нивната внатрешна личност е подложна на зло. Значи тоа се еден низок слој на општествени структури на луѓе кои што работат за да преживеат и не ги интересира ништо, само буквално нагонскиот начин на живот, да земе плата и да си ја заврши работата. Меѓутоа, понекогаш и вадат очи на обичните луѓе во име на овие богаташи кои што се инвеститори. Но тука сакам да ја пренесам приказната кај полицијата. Значи, за да може
една држава стабилно да функционира, потребно е здрава политика, здравство и здрава основа за полиција. Без тие три нешта државата пропаѓа, како што ни пропаѓа и нашата држава. Меѓутоа, што се случи со полицијата? Полицијата уште на времето, можеби ја имам таа приказна споменато, кога татко ми беше нападнат од алфите, тој му беа скршени, значи претепан беше буквално до кршење на неколку ребра, кога отишол во полицијата му рекла: "Слушај дечко, боле оди си, пошто со нашиве не можеш да се разбереш." Значи полицијата не ти дава никаква поддршка, како што се случи и во мојов случај, каде што тој нас ни вели: "Случај, некој му дал дозвола, што да правиме ние, не можеме ништо да му направиме." Понатаму, наводно, узмуаваат со нас, полицајецов ни вели: "Па добро, видете се, издржате и вие никогаш сте ја правеле оваа куќа за нашата куќа", наводно, као демек па другите не се бунеле. На што одговорив дека всушност е градена месец и пол, два, за разлика од оваа зграда која што се гради 2,5 години. Што значи, нема човекот, обичниот човек нема поддршка од системот, нема никаква заштита. На тој начин е оставен сам на себе да стравува, да не може да најде излез, значи да не може да се подпре на државата. Меѓутоа, што се случува после неколку месеци, на функција доаѓаат слични вакви луѓе. Зошто е тоа така? Затоа што обичната маса на луѓе кои што ги вреднуваат овие функционери не се свесни дека тие се најголемите дозволувачи на злото во општеството. Од друга страна, она што го носи интернетот и обичните луѓе кои што се подложни на зло, несвесно го манифестираат таа површност и погрешни избори на големата популација на луѓе, и на тој начин имаме директно и индиректно зло кое што на некој начин се доведува како култура во поединецот, во обичниот човек, поготово кај младите луѓе, затоа што мислат дека тоа е ин. Поготово кога немаат духовно и вистинско усмерување во рамките на домашната атмосфера, ние градиме една анархија, градиме ниска култура, буквално духовна пропаст кај младината, и утре таа младина ќе стане како оваа генерација која што е подложна на овие избори, значи да носат избори кои што всушност да донесат функционери на позиции каде што ќе направат само поголемо зло. Што значи дека не се размислува за еден поздрав, понормален, поедноставен начин на живење. Од аспект на политичарите се манифестира тој хиперматеријален начин на живење, значи да се покачат платите, наместо да се работи на тоа да се нормализираат цените, тие манифестираат материјализам, значи низ нивната пропаганда која што ја шират преку своите говори, значи преку политичките реклами, јавни говорништва кои што сега ги пропагираат намерно во однос на тоа да постигнат што поголем број на, да добијат гласачи, и на тој начин никој не се занимава со суштината на проблемот во општеството и само се продолжува истиот начин на живење кој што на крај се сведува на алчност, на себичност, на индивидуализам и на никакво решавање на суштинските проблеми на општеството, и на крај ние се доведуваме во еден зачаран круг кој што нема крај, и на крај сите се доведуваат себе си до степен на несреќа, депресија, дисхармонија, бесмисла и така натаму. Оно што се дозволува од големата клетка во општеството, автоматски им дава пример и право на обичните луѓе да го дигаат стандардот на цените. Тоа значи дека и тука би ги вклучила оние алчни закуподавачи на недвижнини, енормните цени на издавање на станови кои што се сега лудило, значи тоа буквално се што е дадено како цена за месечна кирија е едно лудило, една бесмисла и една значи пропаст која што ќе ги доведе луѓето да не може да си најдат спас во животот и буквално да почнат едни меѓу други да се јадат. А кога човекот има, значи од празен стан, од еден обичен стан да креваш ти толкава цена само заради лични потреби, тоа кажува за
тоа дека луѓето забегуваат и одат лично самите во пропаст и кон подложност на таа зла и црна енергија, која што всушност и нив ќе ги доведе еден ден до деградација, значи до душевна дисхармонија, и овие луѓе кои што се добри и кои што на некој начин и се зависни од овие луѓе кои што даваат станови, кои што продаваат нешто, кои што даваат некакви услуги и така натаму. Луѓето додека не се свестат за сите овие нешта, самите меѓу себе ќе направиме проблем да буквално си ги извадиме очите едни помеѓу други. Еве, јас имав една таква ситуација каде што земав стан под кирија и жената, значи, се ценкаше со мене, па да не сум ми плаќала во денари, да сум ми плаќала во евра, па не знам таму што, значи глушец имаше во станот и ред други нешта, и на крај, значи, јас едноставно не можев да го поднесам тој момент на правење будала од мене и се тргнав, едноставно прекинав договор се и си отидов. Значи, пред да си одам, заради таа алчност која што ја манифестираше кон мене, жената направи тешка сообраќајка со колата, значи ја удрија, ја смачка цела врата, и на тој начин јас со своји очи видов дека всушност таму каде што си зол, каде што си алчен, каде што гледаш само за себе, каде што го гледаш другиот како некој странец и каде што буквално му ја зимаш душата на другиот, значи без разлика дали е финансиски, психолошки или физички, ти неизбежно се доведуваш себе си во црна енергија и материја која што ќе ти се врати. Значи ти влагаш во систем на тоа да си правиш кармички терет врз себе, кој што неизбежно на некој начин ќе ти се манифестира. Пред некое време ги гледав и CV-ата на некои од нашиве министри и директори на високи позиции. Налетав на CV-то од директорот во Државен инспекторат и за градежништво и урбанизам, каде што видов дека уствари човеков има наведено хоби, каде што е почесен член на Сдружение за ловечко друштво. И кога го видов тоа, сватив дека едноставно ако човек кој што стои на функција која што треба да контролира јавен ред и мир е дел од член кој што убива животни, тогаш ви кажува дека државата ви ја водат буквално убијци. Значи, се дека човекот не се освести за сите овие нешта, дека политичарите се едни обични луѓе кои што само ја бркаат волјата за успех. Како што и за секоја друга компанија која што еден директор брка волја за успех, а тоа е егото, тоа е алчноста, на ист начин и политичарите бркаат успех и позиција и на некој начин функција која што ќе им даде лична моќ да бидат некој и нешто. Овие луѓе се најголемите зла на овој начин со тоа што ние, обичните луѓе, страдаме на улиците во Скопје или кај да сме. Па да ја скратиме приказната, луѓето кои што бираат површност и зло, кои што бираат површност и зло и површни политичари, автоматски бира соодветно таков живот. И не може да се жали на ваквиот начин на живот кој што го живее, ако автоматски при тоа дозволува луѓе кои што не се грижат за главните органи во една држава, град или општество. Што значи ова нека биде една поука со овие примери дека никој нема да дојде да се грижи за вас и се дека не се крене малце само до вербата и личното достоинство и гласот на народот да не се молчи, значи сплотено да застане за тоа што му смета и сплотено да се создаде едно заедништво во кое што ќе направи подобро утре, подобра иднина за обичните, за младата генерација, автоматски ќе можеме да се надеваме за некоја подобра иднина. Но за жал, ако продолжиме со овој начин, тешко ни се пишува на сите нас и без разлика дали ќе останеме или ќе си отидеме тука, ние ќе бидеме истите кај да отидеме, што значи промената треба да се направи длабоко во себе, кај себе.
Така што ви благодарам, а доколку сметате дека ова видео ќе помогне некому, споделете го и помогнете. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.